Во основниот суд денеска продолжува судењето за убиството на Вања Ѓорчевска, на малолетната Вања Ѓорчевска и Панча Жежевски. Ова е главната вест кога се работи за домашните случувања. Срѓан Ивановиќ, добро утро, посакувам и ова утро. Повелете со вашата анализа. Па така што кажа, значи тој громозорен чин што се случи нели пред повеќе од една година, некако како да ни го промени општеството, како премногу да влијаеше на нас. Мислам, има и зошто, нели, тоа беше навистина нешто што човек не би сакал да го доживее во својот живот. И денеска, можеби, не сум сигурен, но можеби и ќе дознаеме и детали за двете убиства. Денеска обвинителството ќе треба да ги изнесе своите докази или дел од доказите, мислам дека нема да имаат време за сите докази, и најавено е сведочење, нели, на барање на обвинителство, сведочење мислам на 7 лица, ако не се лажам. Не знам дали сите 7 ќе сведочат денеска, но сепак рочиштето е започнато. И можеби ќе дознаеме и детали за овие две убиства и нели таа поврзаност меѓу тие две убиства, што е многу, нели, не секојдневно, дури има и нереално. Па дури имаше и некои новинарски текстови во кои се тврдеше дека решавањето на убиството на Панче Жежевски довело до решавањето на грабнувањето па убиството на Вања. Значи, ова е едно многу атипичен случај за Македонија и веројатно и полицијата, може би имало некојаш во минатото, но полицијата нема веројатно таму некој активен полицаец кој се сеќава на нешто слично, нели? Па ова е и за нив една многу тешка, многу потребна задача, а веројатно и за обвинителството да се докажат обвиненијата. Особено тоа што нели сите обвинети велат дека не се криви, тие убиваат, нели? Ова и сега треба тоа сега да се докаже. Многу тешко ќе оди тоа според мене, нели, да се поврза сите, особено што мотивот и во двата случаи како да го нема. Мислам, нели, кога немате мотив, многу е тешко да кажете убиство. Да, нашата колешка Мирослава Симоновска го следи овој случај, секако и денеска ќе биде на рочиштето и ќе не информира. Преку порталот ќе имаме, нели, најбрзи информации кои што може да се добијат, од лице на место ќе се информира, така да ќе дознаеме, реков денеска можеби најмногу ќе дознаеме за Значи ова можеби ќе биде на некој начин клучно. Па не би сакал сега, нели, да ги пораснам очекувањата, бидејќи ние не го контролираме процесот, ние само известуваме од тоа, но ова е прв пат обвинителството да излезе со доказите. Значи, они има, нели, една пресконференција заедно со МВР и тука беа кажани само некои работи, што е нормално, нели, истрагата беше во тек и така натака, и немало, како да кажам, не сме имале друга прилика ние да чуеме некои детали, сега можеби ќе ги дознаеме. Ќе дознаеме нешто. Тука сме да го следиме и тој случај, тука сме да ги следиме и другите случувања. Имаме кратко време, но сакаме да опфатиме неколку клучни и значајни теми. Не сакам да го занемариме моментот на германската министерка за надворешни работи Бербок, која што кажа дека ова што се случува со Македонија не е неправда, туку непочитување на европските стандарди. Значи, вака сега, ако пред неколку часа, нели, средбата со Шолц на нашиот премиер Кристијан Мицкоци, значи со германскиот канцелар Шолц помина во една така полуславеничка атмосфера, кога Шолц многу дипломатски кажа јас овакво, како се вика, ви, демек, Германија е поддржувач на македонската интеграција, но не кажа на кој начин тоа го прави, дека патот на кој ние треба да се придвижиме кон Европската унија нас не ни одговара. Грубо речено. Сега Аналена Бербок, која е министр за надворешни работи, која нели би требало да биде и нели најдобар дипломат од сите, сепак таа има еден поинаков начин на комуникација и таа кажа
видете деме као се е тоа во ред, но вие мора да ги сите барања на Бугарија кои се вметнати во нели во тој договор за отпочнување на преговорите помеѓу Македонија и Европското унија, мора да ги прифатите и нема друго решение. И дека и таа каже уште нешто што е многу точно, нели, многу вистинито, се додека во Европа се има некоја земја членка има право на вето. И додека се бара консензус за секое како се вели тоа, за секое прашање, до тогаш вие немате шанса ова да го промените. Сега нели, ја знаеме ние позицијата на нашата влада која вели дека би сакала да се промени тоа, нели, наместо пред почетокот на преговорите помеѓу Македонија и ЕУ, она барање на Бугарија, кој е сега барање на Европската унија, веќе премина во барање на Европската унија. Да, значи она признавањето на бугарското малцинство, вметнувањето во македонскиот устав да се стави, нели, тоа да се направи по завршувањето, значи пред самото наше влегување ова, Бугарија го одбива тоа. Што го бара всушност нашиот премиер. Бугарија не сака да слушне за такво нешто, не сакаше ни тогаш, не сака ни сега и по моје мислење направени се многу грешки од наша страна, многу грешки се направени од наша страна во тој процес. Значи, најлошо се што тој процес во преговорите со Бугарија, тој беше многу таен. Значи, нашите тогашни представници преговара под велот на тајноста, за разлика од бугарите кои има транспарентност максимална. И зашто е тоа битно? Бидејќи во надворешната политика вас ви е најбитен консензусот, домашниот консензус. Тогаш сте многу силни во сите преговори. А кога се обидувате нели нешто на ваша рака да направите, тоа личи на едно секташко однесување и тогаш не може резултатот да биде добар, без разлика за било што говориме, нели. Така да тука е клучната грешка направена и сега и покрај тоа што ВМРО допомене, нели, на изборите свечено најавуваше дека тоа ќе биде сменето, дека имаат они подобра формула, па дори добивме подршка од унгарскиот премиер Виктор Орбан. Мислам дека Аналена Бербок вчера многу пластично, многу експлицитно. Ова беше некојаш лаканица, всушност, така може да освести дека... Да, управо сте, да, така, ама тоа е. Значи, веќе е готова работата сега. Да, имавме мала поголема надеж, покрај тоа што на моменти кај народот се губи надежта за таа Европска унија, се појави мала надеж со доаѓањето на ВМРО. Е во раст. Така. Тоа е веќе во последните години. И сега ова беше како на шлапнување со вода, извесен период бевме во некоја илузија, можеби. Ме интересира, народот ќе рече, добро, ама не влегуваме во Европска унија. Дел од народот го има и тој став, дека веќе сме изморени од... Сонцето пак ќе изгреа ако не влеземе ние. Така, дали можеби постои таа опција, дали се размислува и за тоа, дали меѓу политичарите се зборува што ако не го прифатиме ова од Бугарија и не влезе. Јавно никој не говори за тоа, дури левица е за влез во Европска унија, нели таа партија која ја сметаме за антиестаблишментска партија, а е член во парламентот. Значи, ние уште од 90-тите години влеговме мантрата ЕУ нема алтернатива. Се ако нешто нема алтернатива, немате ни многу што вие тука како да кажам, нели, тоа е како да изјавите јавно љубов на некоја личност и сега тука после тоа вие сте заложник на таа своја изјава. Тоа не е дипломатски премногу паметно и државнички, нели, јавно да се искажуваат чувствата и да се одбира пат кој нема алтернатива. Тогаш, нели, ако нема нешто алтернатива, тогаш вие по секоја цена сакате тоа да го добиете, а пак по секоја цена платете, а цената во случајот на Македонија таа цена е неразумно висока. Да, тоа што нашите соседи, нели, ни го прават при патот на имало и други неразумни, пример Словенија, Хрватска за Пиранскиот залив, тоа беше така едно напорно поглавје од проширувањето на Европската унија. Не баш исто, слично, многу различно, но слично, нели, во контекстот, во духот на времето.
и веројатно ќе има и други такви, нели, напорни зачленувања во унијата, доколку продолжи тој процес кој е речиси стопиран. Значи ние немаме долго време немаме нови земји членки, иако има аспиранти, има заинтересирани, нели? И самото тоа што и да ги започнеме ние тие преговори, тој уствари најголемиот проблем. Ние сега ќе ги започнеме преговорите, и тоа неизвестно може да трае 20 години. Така, не се знае колку ќе биде тој процес на преговори. Да, и нели ние говориме о политиката за стапот и морковот, нели, малце ќе те тепа, малце ќе те подлажнува дека те чека таму некој богатство, ама ако е тоа пат, ако ние го знаеме, ако ја знаеме делницата, па ќе се стрпиме, нели, па ќе проголтаме. Па и 20 години ќе почекаме, ме. Ние сме научени некако да чекаме. Ама за 20 години сигурно ќе тоа добро, ајде, моите деца ќе видат некој бенефит или внуци или, значи има тука приказна во тоа. Вака е све некако, нели, небулозно и помагла, да. Така. Имаме многу кратко време, не гази времето, но сакам да го прокоментираме и моментот на акциите на МВР. Ете, успеа да ги фатат и сторителите на кривичното дело кој што се случи во Чаир, пукањето во Чаир, брзо интервенира и ги фатија четворицата кои што се всушност обвинети за ова кривично дело, а воедно и во на југот се случуваше исто така голема полициска акција, се испостави дека голем број на полицајци и цариници вршеле мито. Како ги Не гледам ништо ново, никакво изненадување, нема да примале мито. Тоа се случувало и порано. Видете, значи институциите секогаш работат во смерот на политичките одлуки, на волјата на тие што ги водат тие институции, нели? И сега за прв пат во историјата во сите анкети што е феномен своевиден за Македонија, најбитното прашање кај неголемиот дел од граѓаните пред изборите и по изборите беше борбата со корупцијата и организираниот криминал. Значи не ЕУ, не економија, не знам здравство, нели оние работи кои нас ни се вообичаено најбитни, нели да имаме пари, да имаме здравје, не знам и така натака. Не, борбата со митото и корупцијата. И сега оваа власт ако е малку паметна, нели треба да покаже борба со корупцијата. Да. И еве овие акции очигледно се резултат на таа некаква памет која што се надева дека ќе успее на граѓаните да им ја представи својата борба и оттаму и овие акции не е тоа толку тешко да се фатат криминали. Не е тоа некоја голема наука, имаме ние многу спремни луѓе за тоа, само треба да им се овозможат услови тоа да го направат. Пошто вие да направите таква акција како што вие цариниците, полицајците, вие треба да имате многу сериозно подготвен план однапред и таа истрага не трае кратко време. Да, тоа не било сега дека вчера се случило, тоа е цел процес така. И реализирано, тоа некој треба да ви го овозможи. Значи да ви набави, не знам, такви камери, да ви даде толку луѓе, да ви обезбеди средства за пошто тие треба да работат, нели, двојно работно време, нели? Така. Не е тоа канцелариска работа, па сега до 3 сати ја ќе го бркам овој, па после 3 сати ќе сидам дома. Да, пијам кафе. Тој треба. Значи тоа се како да кажам, потребна е логистика. А логистиката ја овозможуваат политичарите, односно тие што се ставени на тие политички функции кои не се многу во МВР, да кажеме, или во другите институции кои се бават со тоа, например, во Министерство финансии има нели финансиско разузнавање, нели? Тоа е се поврзано. Тоа треба да го овозможи некој, ако го овозможи некој, многу е лесно потоа, пошто сега се разбира, не се криминалците нобеловци, па сега нешто, не знам колку е тоа тешко тие да бидат фатени. Да, само треба да сакаме да се бориме со. Има. Да, благодарам многу. Благодарам многу за оваа утринска анализа. Ете, имате можност и прилика секој утро повестите да го гледате Срѓан Ивановиќ со неговите анализи, а веднаш по него доаѓа и Дејан Андоновиќ со меѓународната анализа. Бидете тука.